Во во видео ќе лавме за тоа зашо парата не те прават среќен човек пред се. Значи, во животот се раѓаме без пари, ама од нашата фамилија зависи дали ќе се погодно да бидеме во фамилија со пари или во фамилија без пари. Што значи, без разлика дали се погодаме во фамилија со пари или во фамилија без пари, знаеш тие што се побогати фамилии, нели имат пари да го шетат светот, имат пари да гледат многу работи, децата има возможат многу работи, нели да ги пуштат на различни хобиња, нели карате, не знам, фудбал, кошарка и така наки. Може да ги пуштат на часове по странски јазици, може да ги пуштат на наставничко од прво до петто одделение, доколку они немаат време дома да учат со децата и нели да пишат домашно. Така да имат многу можности тие што имат повеќе пари. Значи, материјално, моментално зависи светот, колку што јас сум запознан со светот, нели? Така да, тие што немат пари, па од друга страна, односно и немат време. Зашо? Заради тоа што, бате, ако немаш пари, немаш време да пуштиш детето на наставнички и тоа време што го имаш ти за тебе слободно го посветиш на твоето дете, што искрено така треба да биде. Заради тоа што ти да имаш пари, јас не гледам причина да ти го пуштиш детето за само да се утарасеш од него. Заради тоа што утро на ден кога ќе порасне детето, ќе го оставиш на милост и немилост и како ќе дигнеш ръце од него и тоа нема да биде после дете од него, ќе биде, значи, според мене, можда детето само ќе се израсне во соодветна личност, ама според мене мислам дека тоа дете ќе биде бате малце пораспуштено од нормалните деца. И поголеми се шансите да препуше треба, да почне се другира, да биде алкохоличар или уличар или така наки, заради тоа што негавте немале пари немале време да му кажат што е добро, а што не е добро за него, него само му давале пари и го пушкале да оде било дека само да не е дома. Знаеш, као, мамо сакам пари, на ти пари излези. Тато сакам пари, на ти пари излези. И тоа дете не знае што е добро, а што е лошо. Така да, за мене парите са психичко ограничување. Зашо? Претежно ствари јас и во видео за тоа го правам. Заради тоа што сакам да објаснам оти моментално живееме во материјален свет, односно моментално светот владее материјално со нашата психа. Односно, за да имаш контрола над некој човек, е најлесно да му го контролираш мозокот. Односно, да му поставиш подсвесни правила или подсвесен страх за кој што он не е свесен и така имаш ти контрола врз тоа човек. Сега, во кој смисла материјалното му влијае на човечкиот мозок или влијае на човечката психа и как сме ние контролирани од материјалните средства, од парата. Значи, доколку има пари, како ќе кажаме, ги има сите можности, ама тоа не значи оти тоа нешто направи на нас среќен. Заради тоа што доколку ние не сме скусани од ништо и имаме се во животот и веќе не знаеме што да има, од секде сме били, од што се сме добијале, од што ништо не сме биле скусани, ама во тој момент не сме добијале внимание од нашите родители, не сме добијале љубов, не сме добијале нели, како се вика, круг на блиски луѓе кои што нели треба да знаеш един ден во животот оти ќе ти треба некој близок, кој ти вреда да имаш некој твој човек. Така да ние тука губиме среќата. Зашо? Заради тоа што ние сме материјално задоволени, но не и емоционално. Заради тоа што ние ги добиваме сите работи што ги сакаме и ние привремено сме среќни, додека ги има вие работи. Да, материјалното е привремено, не е трајно. Заради тоа што утро најмбате ќе те издосада од два работа, ќе сакаш нова. Ти пак имаш пара, нормално, пак ја добиеш, и пак ја добиеш. Ама цело време треба да купуваш различни работи заради тоа што ти нема да бидеш среќен со една и се повеќе ќе сакаш. А тоа не е среќа. Заради тоа што ти трчиш по среќата, ти не имаш среќа, ти никој пат нема да ја имаш. Заради тоа што ти да имаш среќа во врците,
нема да не знаеш што сакаш, заради тоа што ти ќе имаш тоа што го сакаш. Доколку, поточно, додека ние што немаме пари, односно тие што немат пари, зашо се они емоционално, односно психички ограничени? Заради тоа што бате, ето, име некоја си скромна материјална заработувачка на месечна база, која што на нас ни е испланирано отприлика как ние да го поминиме во месец. Зависи какви трошкови имаш, може и пола месец да можеш да го поминиш од таа материјална, крупна материјални вредности. Ти си туку ограничен бато уште од старт, пред се да размислиш, да направиш план дека тие пари ќе ги истрошиш, дали тие пари тебе ќе ти стигнат, што сакаш ти попрво да направиш со тие пари и как да преживееш попрво ти со тие пари. Со самото тоа што ти се стресириш, односно го замариш мозокот, односно го напнувиш мозокот, да он повеќе се замара за тие материјални вредности кои што не стигат, за тие финансиски средства што ги имаш кои што не стигат да го поминиш ти месецот, толку повеќе он од стрес и од замор подсвесно иде до нови желби. Односно, зашо кога нема пари не идат нови желби? Не знам, ти немаш пари, во моментот ти текнува и јас сакам да отворам таков и таков бизнис. Зашо? Заради тоа што сега си ти под стрес, заради тоа што сега ти немаш пари и ти го размислиш секој можен начин кој што можеш да направиш пари. Додека кога ги имаш парата, ти не размислиш как да направиш пари, заради тоа што ти имаш пари. И ти кога имаш пари, размислиш как да ги истрошиш тие пари. Сам си купам блуза, сакам да одам за Италија, сакам да одам вамо, сакам да одам тамо, немам патеки, сакам патеки, сакам компјутер, сакам телефон, сакам да одам вам, сакам да одам там. Зашо? Заради тоа што ти ги имаш тие пари и ти не се замариш тие пари дали ќе ги истрошиш, заради тоа што ти знаеш што тие пари не можеш да ги истрошиш. Пример, ако имаш многу пари да кажам. Додека, доколку си скромна личност, односно average, човек, тогаш ти автоматски подсвесно имаш стресове и грижа околу финансиските средства. Как што кажах, дали ќе стигнат, што ќе стигнат, как ќе стигнат, што попрво да направам, как попрво да направам. Така да оттргнајте си го мозокот од материјалното. Заради тоа што материјалното е подсвесно владетел на нашата психа. Не дозволувајте парите да ви го владеат мозокот. Не дозволувајте парите да ви контролираат мозокот. Заради тоа што нема да живеете среќен живот и да имате пари и да немате пари. Секој пат ќе бидете заробани во мозокот заради тоа што вие бате ќе се секирате, ќе се грииште дали на вас ќе ви стигнат парите или нема да ви стигнат парите и дали вие можете да ги истрошите парите и дека треба да ги истрошите парите. Заради тоа што и да имаш пари и да немаш пари ти не си среќен. Заради тоа што така размислиш как да направиш повеќе и дали ќе ти стигнат до во месец, а така размислиш на што попрво да ги истрошиш, заради тоа што веќе ништо не те прави среќен. Поради тоа што се си испробал, се си искусил и веќе ништо не те е интересно. Немој да дозволите парите да ви влијаат, да ви контролират мозокот, да ви контролират психата. Од мене толку, пишајте ми што мислите во коментари, дадејте ми слободно некоја тема на која што мислите да треба да се разговаре, а ние се гледаме во наредно видео. Чао!